А во продолжение по првите вести во 8 часот, нова тема во Македонија наутро, стартуваше проектот Образование и економско заекнување на жените, проект позади кој се потпишува Републичката занечиска комора со поддршка на амбасадата на Република Словенија во земјава. Велам добро утро за две прекрасни дами кои што ќе ни ги откријат деталите за овој проект, но и ќе помоветиме малку повеќе на тема Образование и економско заекнување на жените. Добро утро за Јелена Спасова, извршен директор на Републичката занечиска комора, и за Ѓуле Вишај, министерски советник за економски прашања при амбасадата на Словенија во Македонија. Добре ни дојдовте. Добро ве најдовме. Ајде, ќе ги поставам прашањата до двете, нели, слободно може и да си се надополнувате. Прво, од каде идејата и која е целта на самиот проект? Добро утро на сите и ви благодарам за вашата покана и за можност да ви представиме нашите активности во вашата земја. Не е тешко да се подготови, да искрено Словенија и Северна Македонија се многи традиционални пријатели и економски партнери, ма и развојно соработка е во многу висок ниво, бидејќи вашата држава е приоритета за аспект на развојна соработка за Словенија. И тај проект ќе се финансира од развојна соработка. Во врска со вашето прашање, може да вам кажем дека нашата главна цел за проектот е да им помогнеме жените да поттикнат постигнење финансиска независност преко различите обуки. Ние као амбасада сакаме им помогнат и да го откриват својот потенцијал и да ги промовираме, да го подобруваат своето знање и вештини во аспект на пекарството. Уште нешто сакам да кажем, да од ова обука користи ќе имаат приближно 50 научесници. Повеќе о проектот мислам да може да каже наш локални партнер што ја припрема многу добро обука. Колку време сте во Македонија? Колку време престојувате тука? Не сакам да кажам. Добро, бидејќи убаво го знаете јазикот. Не баш. Морам да ве пофалам, бидејќи навистина е чест, нели, некој да дојде да го говори вашиот јазик, и за тоа чисто само сакав да ве поздравам. Извинете ако ви беше непријатно прашањето, нели, колку време сте тука, но убаво е да се слушне кога некој се труди да го говори вашиот јазик, и ви благодарам за тоа. Јелена, верувам не овој прв проект, може би не ист, но сличен, кој што како комора го спроведувате. Како истиот ќе се спроведува? Споменавме околу 50 на учеснички, започна неговата реализација. Кои се следните чекори? Проектот ќе се спроведува во неколку различни плански региони во Република Северна Македонија. Секако ќе биде стациониран на територијата на град Скопје, каде што ќе офатиме неколку општини, меѓутоа секако ќе го имплементираме и во другите градови, секако со помош на нашите регионални занечиски комори. Да ви кажам, интересот е многу голем. Постои добра бројка на учесници кои што се веќе пријавени, меѓутоа секако нашите врати се отворени и секој што ќе се пронајде во оваа обука, што ќе се пронајде себе си во пекарството и кој што ќе биде заинтересиран, секако може да ни се јави. Обуката е направена, целта на обучување на овие жени е секако они сами да можат да подобрат својата финансиска ситуација, да можат самостојно да излезат од тоа секојдневие и да направат нешто подобро за себе. Како се заинтересирани жените да учествуваат во проектот? Завршија ли аплицирањата? Докаде сме малку подетално да го објасниме тој дел?
Аплицирањата завршија, меѓутоа ние секако, како што споменав, сме отворени за секој вид на заинтересираност од страна на жените. Секоја она жена што подоцна може да што би сакала да се вклучи, нормално дека може подоцна да се вклучи во обуките, меѓутоа секако ќе го надохнати тој теоретски и практичен дел. Она што би сакала да кажам дека самите учеснички во проектот ќе поминат теоретски дел кој што ќе биде од страна на искусни предавачи и искусни пекари. Меѓутоа и во практичниот дел ќе поминат доста добри обуки кај наши добро познати пекари и секако на крајот од секој месец, завршување на секој месец, ние имаме спремно и работилници за да го покажат сето она што го научиле. Колку месеци ќе трае? Обуката ќе трае 4 месеци, додека целиот проект е околу 6 месеци. Меѓутоа, во самиот дел на завршувањето на обуката ние имаме спремно за нив и некои малку пософистицирани обуки, како што се обуките за дигитален маркетинг, за финансии, како самостојно да го водат својот бизнис, но секако и најбитно е како да ја отворат таа занаечиска дејност, како да се пријават кај нас во комората и сето она што е многу битно за нив, за да постанат занаечи, за да немаат големи давачки и секако ние им стоиме позади нив и по завршување на проектот и секогаш во иднина се додека им сме потребни како занаечиска комора. Ги даваат ли ваквите проекти резултатите? Што се вашите информациите од терен? Како реагираат жените на ова? Имаме ли економско зајакнување откако ќе заврши овој циклус на неколку месеци? Верувам и не е прв проект што како амбасада го поддржувате, а е ваков сличен, па затоа го поставам прашањето. Ја мислам да резултати со. Затоа што ми минатата година сме завршили проектот со Добар дојте Macedonian Welcome Center и по нашата информација резултати беше многу позитивни. Многу жените со веќе мајо работа, или со саме опишување на собствен бизнес. На собствен бизнес. Така да таки проекти со многу позитивни и затоа од Словенија и Словенија сака да и поддржа таке проекти. Тоа не е наш први проект, мислам да тај момент имамо веќе 10 проекти во Македонија што со поддршка на Република Словенија и се веќе аспекти, инфраструктурни проекти. Жените со наша приоритета, животна средина исто тако е наша приоритета. Така са наша амбасада искрено не голем донатор, ама сме најактивна амбасада во вашата земја. Да. Истото прашање, Елена, и во однос на комората. Какви резултати вие добивате од терен кога станува збор за занаетите и жените? Дали овие проекти добиваат на масовност, на одзив и кои се коментарите од како ќе завршат? Секако, ние покрај овој проект имплементиравме и многу други проекти. Би сакала да ги спомнам проектите за шиење, односно проектите за модни дизајнери, кои што преку целата година ги имавме имплементирано од страна на комората. Верувајте дека голем е одзивот и во тој дел. Секако и во одзивот на заинтересирани жени кои што би сакале да станат пекарки. Меѓутоа, она што сакам да ви кажам дека и страшно сум многу изненадена што има доста и млади кои што се пријавуваат, кои што имаат такви добри идеи, кои што веќе имаат некои своји рецепти, кои што во текот на нивното секојдневие сами ги направиле. Еве скоро имавме, кога правевме промоција на проектот, кај еден млад дечко спомна дека он сам има свој рецепт за интегрален леп. Сам го направил рецептот и му бил многу успешен и сето тоа сака понатаму откога ќе помине обуката во својата пекара да му биде како некој заштитен бренд. Она што исто би сакала да кажам дека многу сум задоволна од таа страна затоа што не се само во прашање жените, во прашање се сите оние луѓе што сакаме да ги задржиме тука кај нас во државата. Конкретно денес ни се во фокус, затоа и така поставив, меѓутоа секако прашањето сите оние луѓе кои што секако зимаат некакви дипломи и ни бегаат во странство, ни бега силата, ни бегаат рацете. И мислам дека она што го правиме како комора
имаме такви добри резултати да сега еве и со мерката што беше од страна на АВРМ, гледам дека има доста отварање на нови фирми и дека луѓето секако се борат да останат овде. Ви благодарам за гостувањето во Македонија на Аутро. Почетокот е, проектот е на самиот почеток од неговата имплементација, но имајќи ги предвид предходните искуства, сигурно истиот ќе биде успешен, па да се видиме после 4-5 месеци кога ќе заврши да ги споделиме резултатите и впечатоците. Ќе бидете поканети да ги проследите заедно со нас и нашите работилници, кои што ќе се одвиваат секој месец. Она што исто така би сакала да го напоменам дека во сите работилници се вклучени и мајките на децата со попреченост и жените од ранливите категории, што ни се некако како целна група во моментот сега и најбитни. Така да исто така ќе имаме и со мајките и со децата некои работилници, каде што и мајките и самите деца ќе ги учиме на нешто ново. Така да сега кога ќе бидете поканети и се надевам за добра соработка во иднината. Ви благодарам уште еднаш. Благодариме многу на поканата.